А знаете дека утрово ви носиме и ексклузивни приказни од Евгелија Кирил Стојанов. Веќе таму имавме 2 вклучувања во рамките на кои сподели со нас убави нешта, а сега има навистина убава приказна и него зад порти, всушност, не е пред порти. Зад порти, пред порти, ќе видиме. Кире, добро утро. Така, и сум и пред порти и зад порти. Ова е улицата каде што во Евгелија живее Јордан Јанев, човек за кој што неговата поврзаност генетска е со Гоце Делчев, чичкото на револуционерот Гоце Делчев, со тоа е роднина на нашиот славен јунак Гоце Делчев. Сега ќе видиме како и што прави денес и со што се занимава неговиот правнук кој што му доаѓа. Еве, господине Јанев, добро утро. Како сте? Добри сте, како сте вие? Добра, убава. Многу приказни за вас, многу анекдоти. Јордан Јанев, кој е всушност Јордан Јанев? Па, јас сум, најпрво да кажам, пошто и емисијата е за тоа, сум прав внук на чичкото на Гоце Делчев, кој бил Гоце Делчев. Така. Со родено име, крстено име Гоце Делчев. А познат сум и по тоа што сум академски вајар, еден од ретките во тоа време во Македонија, завршив Уметничка академија во Белград, кај познатиот Миодраг Живковиќ, познат во светот и поготово во Југославија по неговите монументални споменици во Краговец, на Тјентиште, Сутјецка, Сремски фронт и тоа. И сум единствен македонец кој учил занает кај него. Така. Многу Јордан Јанев, внукот на Гоце Делчев, со многу работи и професии, која, еве, бидејќи за нас најинтересно е покрај вашата професионалност и оно што го работите, ако имаме прилика да го видиме после тоа, оно што не интересира е поврзаноста со Гоце Делчев. Знаете колку ни значи Гоце Делчев на нас како македонци. Вие сте дел од таа лоза и предпоставам дека сте многу горди на тоа. Имате ли некои спомени, некои фотографии кои што толку многу ви значат, а го символизираат тоа кој сте вие? Ево, јас имам дел од фотографиите, материјалите кои ги зачувале мојата мајка и мојата тетка, кои биле едино останати од 9 деца што ги родила мојата баба. Веројатно во старата куќа постојат уште скриени некои работи што јас не можам да ги се уште да ги најдам, затоа што времињата биле такви што мојот дедо и мојата баба ги криеле фотографиите заради и писмата и се она што било ризично да се покаже во тоа време, така да јас тоа што сум нашол во старата куќа во подрумот, таа е земјаница и тука има полно маженици, што најверојатно има уште нешто да најдем. Тоа што го имам, ево, тоа е тука. Кои се луѓето, личностите кои што се гледаат на фотографиите кои што се? Ова е мојата баба Анета, она е ќерка на Гоце Делчев, трговецот од Кукуш, брат на Никола Делчев, татко на војводата Гоце Делчев, и она е прва братучетка на војводата. Таа имала уште 2 сестри, едната поголемата била Марија, а најмалата била Ирина и она се омажила и отишла да живее во Алабама во Америка. Така. Мојата баба останала во куќата каде што е направил нејзиниот татко Гоце Делчев, трговецот од Кукуш. И тука почнува приказката за врската со војводата Гоце Делчев. Значи, мојата баба е прва братучетка на војводата Гоце Делчев, а Гоце Делчев по гевигелиски и е вујко на мојата мајка. Така како иде редот. Нели, јас сум 4-то колено од Делчеви од Кукуш. Така, фотографиите никогаш не лажат, фактите никогаш не лажат, велат пред фактите и боговите молчат.
со оглед на тоа дека знаете кој сте, знаете каква лоза имате позади себе. Има ли некои анегдоти поврзани со вашата фамилија, со вашето потекло, некои работи кои што ви останале впечаток уште како мал? Ево, јас уште како мал во основното школо прв пат слушнав за Гоце Делчев во училиштето, но јас од дома знаев од мојата тетка, од мојата мајка, дека ние имаме потекло од Кугуш по нивниот дедо. Гоце Делчев, трговецот, тој, нели рековме, брат на Никола Делчев, за него не постои ништо пишено, освен тоа што јас го знам по фотографиите и по кажувањето на мојата тетка, која била родена 1910 година, а војводата Гоце Делчев загинал 1903, значи после 7 години. Така да тоа е многу кратко време да она ги слушала приказните за војводата Гоце Делчев. Иначе Гоце Делчев доегал и во Гевелија и првите членови на организацијата ВМРО тој лично ги примил во Гевгелија, но не доаѓал да преспива во куќата на неговиот чичко заради конспирација, нели? Било времето такво. Ни кажавте една интересна приказна пред да се кога разговаравме со вас и се договаравме за да дојдеме денеска кај вас, за тоа кога во основното училиште слушнавте за Гоце Делчев и за местото од каде што потекнува, знаеме дека денеска Кукуш не е во нашите граници. Интересна реакција од вас и од вашата фамилија, може ли да ја споделите уште една со гледачите? Па ево, значи кога слушнав јас лекцијата што беше за Гоце Делчев по историја, кога си дојдов, јас ја прашав тетка ми, дали сме ние Грци? Како Грци, рече она, како и Грци, ние сме македонци, ама ние сме од Кукуша, Кукуш е во Грција, да, во Кукуш е во Грција, ама нашиот дедо е македонец, Делчеви се македонци, по приликите што дури беше налутена, како можем да поставам такво прашање, нели? Тоа, и она ми сакаше да ми објасни како, па ми кажуваше приказката, како нашиот прадедо е дошел во Гевгелија. Затоа што он е и погребен тука на 100 метри од нас, во градските гробишта во Гевгелија, и тој и неговата сопруга Кита. Значи, тоа е една анегдота која што ви кажува кој сте. На почетокот спомнавте дека сте школувани и во странство, работите како вајар. Што е она што дали некогаш сте направиле делот поврзан токму со вашето потекло? Еве, јас многу пата сум го цртал ликот на Гоце Делчев, пошто бев и сценограф театарски и учествува во разни приредби, свечености и секогаш имаше потреба од ликот на Гоце војвода, така да многу пата сум го цртал. И се уште ми е неум да му направам една биста. Иако има многу бисти, ама јас би сакал да имам за себе. Иако сега имам полни 74 години, ама пошто мојот син е исто скулптор, академски вајар, ние ќе направиме нешто да остане во ова куќа покрај овие работи што ги имаме донесени од мојот прадедо од Кукуш. Ова се предмети донесени и останати од вашиот прадедо? Тие се зачувани од мојата баба прво, од нејзиниот татко. Тоа е крст за урок, тоа е дрвениот крст. Ово е... Они се... Нивната во Кукуш е како нашата католичка црква тука, што е, се не можам да се сетам како се викат,
Значи, прифатиле... Да, они се, од основањето, од обновувањето на кукушката у 1859 година. Затоа и овие крстови се такви, пошто, ево, јас сум уметник, значи, Исус зависи како му се нозете, дали се прекрстени или... Тоа се човечки преданија, повеќе, меѓутоа, еве, убаво да се спомне вера, нација секогаш оделе заедно со македонците она вековита борба. Го спомнавте вашиот син. Колку успеавте да му го предадете ова вашето знаење за уметноста, меѓутоа и вашите чувства кон овие луѓе овде кои што ги гледаме на масата? Може би ние имаме и некоја дарба наследена од мојот дедо Јордан Димков Докурчев, кој бил велешенец. Тој бил фотограф во Солун. И тој бил колекционер. И јас не можем, негде татко ми ги скрил плочите што ги имав јас, стаклени плочи за фотографии, нели? Тој ги правил во ова старата куќа во Визбата, фотографиите на дневно светло, немало струја во тоа време, ама бил фотограф. И бил колекционер, така да јас од него имам наследено доста стари работи, марки од пред 1900, поштенски марки, ковани пари, други предмети што се чак и од пред Христа, што викаме ние, од 6 век пред нашата ера. Значи, тој бил колекционер. Тоа го наследив и јас. Јас сум исто колекционер и се што е старо, чак и ново, и јас собирам, тоа и мојот син го наследи тоа од мене, така да ние сме колекционери на се што е старо. Ево, јас имам таму во ова другата соба, имам други предмети што не се од кукуш. Овие ги извади затоа што се од кукуш. Ама сме колекционери на музички инструменти, пошто сме музичари, и јас, и син ми, и тоа. Имаме 13 клавиатури. Првата клавиатура, електричен клавир, 64 година јас го донесов во Евгелија. Се баве со музика. Мојот син исто се бави со музика. Мојата ќерка исто заврши и нижо музичко. Иначе, он е архитект. Така да ние во ова куќа што ќе влезе не излегува. Еднаш излезе само еден инструмент кој после 30 години јас повторно си го откупив. Значи, тоа е грешка што била. Иначе... Се надевам дека ние и нашиот снимател ќе може заедно безбедно да излеземе, да се нашаламе. За крај би сакал, пошто слушнавме и кој сте и што работите, кој е Јордан Јанев, правнукот на Гоце Делчев, сакам за крај да ве прашам, колку луѓето во Гевгелија, во гевгелискиот крај, имаат интерес да слушнат од вас, да видат фотографии поврзани со вашите предци? Ево, јас можем само да ви кажам колку имав јавување на Фейсбук. Значи, многу. И се уште ме прашува дали е тоа вистина, пошто јас, ево сега, нели, имам 74 години, до сега не бев го кажал ове. Но, бидејќи мојот пријател Лјупчо, новинарот, ваш колега, ми е добар пријател и ние со него совработуваме и сакаме некои заеднички, некои историски моменти што се за Гевгелија да ги извадиме на видело. Јас му реков само еднош, пошто он тука живее на 100 метри од мене, Лјупчо, ево, види го оној зидот. Тоа е од куќата на мојот прадедо Гоце Делчев. Како од Гоце Делчев? Па тој му е чичко на војводата. Така да тука почне тоа и веќе во Гевгелија мои врсници што се и помлади се чудат како јас до сега тоа не сум. Ние сме скромна фамилија, никој пат не сме сакале да се експонираме со нешто. Јас го сакам Гоце Делчев војвода исто како секој македонец. Така. И не сум сакал да кажам дека и тој ми е дедо, прадедо и така. Иначе не би спомнав дека тој е Гоце Делчев од Кукуш е дојден како домазет
ја зима мојата прабаба кита од село Мрзенци, што е тука, и они прават куќа тука. После, ево, старата куќа е моја, и на темелите е тоа, и има остатоци од таа куќа. И ево, Уште многу приказни, верувам дека има да се слушне, ние ќе останеме овде да поразговараме со вас, бидејќи за мене секогаш е емотивно кога ќе се спомне Кукуш Алексова, можеби затоа што и самиот влечам некои корени од таму и сум горд на тоа, секогаш ми е чест кога некој човек е свесен за тоа колку големи биле неговите предци, а сите знаеме кој е Гоце Делчев, убаво спомнавте вие, сите го сакаме. Гоце Делчев, Јордан Јанев, правнук на Гоце Делчев, ви благодарам за овој разговор, за вашето гостопримство овде во вашата куќа. Верувам дека гледачите има што да видат и да што да слушнат од вас. Јас ви благодарам, ја поздравам вашата ценета телевизија и вашите и наши слушатели. И ме радуе што вие сакате да ја извадите на виделина нашата историја, која, ако е пишана, може и да не е вистинита, но ако е од човек на човек е пренесена, јас повеќе верувам во тоа. Така, велат дека историјата ја пишуваат победниците, ние многу малку пати сме биле победници, па може би затоа не треба да веруваме на пишаната историја. Ви благодарам уште еднаш, Александар Јована, овде сме во домот на Јордан Јанев, правнукот на Гоце Делчев, на чичкото на војводата Гоце Делчев. Јас овде ќе го завршам ова вклучување. Се надевам дека гледачите има можност да уживаат во овој разговор.